Život, moja sudba, moj dom. Kako beše vo Skopje pred 100 godini. Vo 1924. godina. Skopje počna da se oblikuva vo seriozna urbana sredina so predgradija. Togašnite negovi predgradija se denešni mava vo centarot na gradot. Vo periodot od 1923. do 1926. godina je podignato jedno novo Skopje, sočineto od predgradijata Bunjakovec, Tahta Iliđe, Debar Mala, Treska i Vodno. Toa novo Skopje broješe vkupno 1000 novi kući, so 1, 2 ili poveće katovi, i poveće od 25.000 novi žitelji na gradot. Po godini izgradbata se odvivala vaka. V 1923. se izgradeni 124 kući. V 1924. 155 novi kući vo Skopje. V 1925. 134 kući. Vo 26. 163. Vo 27. 229 i vo 1928. do juni 100 kući, što vkupno bile 905 novi zgradi vo novoto Skopje. Na ovaj broj treba da se dodadat i 350 kući od novata železnička kolonija, potoa Debar Malo, Vodno, Starata pivara, koliko što je podignato dodeka ovije krajištane mu pripaljale na atarotna opštinata Skopje, kako i 345 kući podignati nadivo, bez dozvola, od 1919. do 1924. godina. Moj dom, moj život, moja sudba, moj dom. Vo 1924. godina pokreće 13 osnovne učilišta, maškata i ženskata gimnazija, učiteljskoto učilište, trgovskata akademija, pogolem brojna zanajetčijski učilišta. Skopje imalo i svoj filozofski fakultet. Ovaj fakultet bil središte na produktiven intelektualen život. Njegovite profesori, svesni za ogromnata zadača koja je bila zadadena za izdiganje na Skopje kako poseben centar vo togašna i južna banovina Srbija, vo ramkite na kralstvото na Srbite, Hrvatite i Slovencite. Vložile poseben trud za da go izdignat intelektualno to nivo na togašna Makedonija. Tije isto taka mnogo često patuvale niz togašna južna Srbija. Polna su istorijski etnografski materijali, vršele naučni, geografski, istorijski i etnografsko-etnološki istražuvanja. Zanimната работа да биде што поцелосна, тие во рамките на факултетот основале Српско научно друштво, чиј месечен гласник, печатен на повеќе јазици, одел во речиси сите европски научни средини и предизвикувал интерес за овдешната наука. Во текстот објавен во тогашна Белградска политика во 1928 година за филозофскиот факултет во Скопје се вели: на овој факултет, кој располага со богата и бројна библиотека, секоја година се подготвуваат нови генерации од младината на Јужна Србија, која наоружана со солидно стручно знаење, инспирирана со љубов кон државната и општествената заедница, има задача да го прифати знамето на напредокот кое и го предале генерациите на заминување. Натаму во текстот на Белградска политика, објавен пред 100 години за Скопје, се вели: во низата културно-социјални и хумани институции кои придонесуваат кон движењето на огромната мелница на општествениот прогрес, треба да се истакне дека се развива љубовта меѓу францускиот и нашиот народ. Тука доаѓа Народниот театар Крал Александар I, чија улога во културниот живот е огромна,
меѓутоа, на жал, досега не е почувствувана. Покрај тоа, тука се организациите Народна одбрана, Коло на српските сестри, Јужни жени, Соколска жупа, Аероклуб, Јадранска стража, Коло на јавачи, пеачките друштва Мокрањац и Вардар, Друштвото на француските пријатели и други организации во Скопје, кои го трасираат патот кон подобар живот, пласирајќи ја пожртвувано својата дејност на полето на културно-просветниот и социјалниот живот. Исто така значајни се културно-просветните институции и етнографскиот музеј, како и Друштвото за хрватски јазик и книжевност во Скопје. Народната библиотека при Филозофскиот факултет во Скопје брои околу 50.000 томови, во најголем дел од југословенската книжевност, југословенската и општата историја, уметноста, правото и филозофијата. Се вели во текстот објавен во Белградска политика на 2 јули 1928 година. Ете така било во Скопје пред 100 години. Moj život, moja sudba, moj dom.